утро, дечки, нов ден денеска. Така што се надевам дека веќе го видовте првиот влог од влогмасот и се надевам дека ви се допадна, доколку е така, чекам ваш фидбек. Време е да го започнам и тој втор влог и се надевам дека ќе биде исполнет со повеќе интересни материјали. Така што, ете, сакав само да го започнам, да направам една најавна шпица, па ќе видиме што ќе се случува во тек на денот и што денот ќе донесе. Јас ќе се потрудам се она што е интересно да го доловам со камера и вие да можете да уживате заедно во моите патешествија. Така што, останете со мене, а пред да започнеме официјално, обавезно кликнете доле на копчето subscribe, лајкнете го оваа видео доколку ви се допадне и оставете ми некој коментар доле во знак на подршка. Се гледаме наскоро. Чао! Како што веќе видовте, пред малку излеговме од дома, така што се идеме малце по центар да се прошетаме, сакам да идам на лизгалиште, ви го покажав в претходниот влог, прекрасно е, така што се надам дека ќе лизгам вечерва и ќе идам да ги видам сите тие нешта кои се пред Крисмас, пошто овде сите се утаа пред новогодишна и божична еуфорија, така што има интересно накитано по градот и малце да се снимаме, малце да уживаме, така што ќе ве апдейтирам во текот на вечерта и ќе видите што се случува со мене и со моето патешествие. Се гледаме покасно. Веќе ви реков, овде се накитано, има такви улични музичари и прекрасно е. Многу е хубаво навечер. Вчера кога шетав ми имав малку лош утисок печото по ствари на градот, затоа што малце ми беше монотонно, врнеше nothing special, сите идат на работа, нели преку ден, сега уствари петок, кај нив на 24, 5 и 6 не работи ништо, така што ќе биде празен градот веројатно. Но сега пред Божичот е многу убаво, така што е се шаткараме, не е толку ладно, плюс се степени, не дува ветар, така да веројатно ме слушате убаво. И ќе ви се јам после. Да еве го тој центар на градот, каде што дечиња се возат на овие чуда, луѓето пијат топло вино, како се вика тоа веќе. Печат риби на жар, свират некои инструменти, така, прекрасно е стварно. Конечно земав да лизгам и не може, едва и се снимам, затоа што 10 пати ќе се истресе. Ужасно место. Не сум се качал на ова некој, може би сигурно 7 години. Така да... А презабавно е. Има многу деца кои не знаат да возат. Така да веројатноќата да се утепам е поголема, па за еќе други да не утепам. Така што се надевам дека добро ме гледате и слушате. Се надевам дека няма да се изтресам.
Ова е презабавно и луѓето се утепуваат. За малце ќе направи сообраќајка. Луѓето се утепуваат и паѓаат по крушки, а јадем и ќе се смејам и се карма кога ќе ме опне. Има да се чудам што ме снашло. Тоа што се снимам, а никој шит не држи телефон овде, е друга работа. Меѓутоа се е за влогмасот, се е за YouTube, така да лайк, шер, сабскрайб, вау. Кога овие деца најмногу ми е страх. Им да не ги повредам, им паѓаат по крушки. Озбилно. И завршуваме со лизгање, затоа што Маја не идеше да лизга и веќе не чека надвор едно саат време. Ја решив да направам уште едно кругче, ете да ве известам дека завршуваме со лизгање. Иначе еден овде има како обезбедување на клизалиште и цело време паламуди зашто не носам ракавици. Суштина никаде не пишува дека треба ракавици, само идеш ти и плаќаш, ти дава дола за как се викат овие, за лизгање и толку. И он цело време едно 10 пати дое до мене, ракавици, ми збори на германски. И ја му викам кога ти бе дека ме разбереш и ја тебе тогаш ќе најдам ракавици. А тој никогаш, ја му реков I'm from Macedonia, бла бла бла, никогаш здраво. И така се разбравме на краја па се возам без ракавици, никоме ништа. И затоа ќе се јавам после кога ќе се дешава нешто поинтересно, пошто сега ќе си одиме од овде. И добро утро на сите. Денеска е нов ден, така што продолжуваме со влогмасот. Пред малку излеговме од дома, така што се упативме кон Вестпарк. Тоа е еден као шопинг мол. Така што во тек на денот ќе ве апдейтирам доколку се случува нешто интересно, а се надевам дека ќе се случува, и така што останете со мене. А не заборавајте да го лајкнете ова видео доколку ви се допаѓа, во знак на поддршка да кликнете долу на копчето subscribe. Инаку сакав да ви кажам една битна работа, а тоа е пошто многу често пишувате долу во коментари, ме прашувате и мене и Ивона, а тоа е кога Ивона ќе пеенат Звезда Гранда, така што вчера официјално и се јавиле и рекле дека нејзината емисија ќе оди на 6 јануари, односно на ден пред Божичот, така што во сабота. Знам дека е рано, но во тек на време пак ќе ве апдейтирам и ќе ви го зборам тоа, меѓутоа сакав конечно да ви одговорам на тоа прашање во името на Ивона. Така што, ете, не забравяйте да следите емисијата, а ние на 7 јануари кога ќе излезе емисијата на YouTube ќе ја споделиме со вас доколку сте ја пропуштиле да можете да ја гледате. Така што обавезно поддржете ја Ивона и многу ќе значи поддршката во текот на такмичењето, односно на преварот. Останете со мене, дечки, и се гледаме после. Ćao. И еве не стигнавме у Вестпарк, влеговме пред малце, не ви се јавив одма, сега шетаме по овие продавници, има некои интересни чуда, има попусти, сега сите се онака у тој Christmas spirit, и сите пазарат, пошто од утре па натака веќе нема да работат продавниците, пошто они ја ги слават и живеат цела година за овие денови, така што одлучивме да прошетаме малце. Благамо и че се слушаме после. Чао. И решив само да ви се пријавам.
ништо немам уште купено, затоа што у суштина нема ништо на попуст, а и не ми се допаѓа ништо. Така што доколку нешто успеам да најдам, ќе ви направам некој мини хол кога ќе дојдам дома, а доколку не успеам да најдам, кога ќе најдам ќе ви направам мини хол, така што очекувајте во тек на влогмасот и некаков хол. А ако успеам да, ви реков да купам некој парчење облека, затоа што очекував нели да има по некакви модерни чуда кои ги немаме во Македонија, но не. Така што ќе ви се јавам покасно. И пошто се уморивме од читање, јас седнав у Мек да јадам, така да Маја зема да јаде сладолед, пошто ме е нели хейтер на Макдоналдс. Јас пак земам 3 чизбургера, помфричи тоа све што иде, така да одох да јадам и ќе ви се јавам после кога ќе се вратиме у молот и се дадам дека нешто ќе си купам. Чао! Можам да поверувам што луѓе во правото пресоблекувални овде. Се извинувам кој дај, не знам дали смеам да снимам, ама ќе умрам. Oh my god. И еве ме дечки, седнав му ова нешто во пијано, бла бла бла, уствари излеговме на тераса да пушам затоа што овде не постои кафиќу кој се пуши. И се малце ладничко надвор, па мора да се мрзнеме за Марио да си ги задоволи своите потреби, меѓутоа оваа дискриминација воопшто не ми се допаѓа. Нито во еден локал да не се пуши овде. У суштина си изнашетовме главата, ми боли нозете, грбот, све живо и диво. И ништо не најдов фасално, така што ќе чекам да поминат овие празници нивни овде, па ќе шетаме пак, белким нешто или ќе има нови колекции, или ќе свие на попуст, па ќе можеш да купиш и нешто што не ти се свиѓа толку многу, а бар нема да ти е криво. Така што не знам што друго да ви кажам, веројатно ќе влеземе внатре да пиеме кафе, ако ја не знам кафе без цигара на што личи. Така што ќе ви се јавам после кога нешто ќе се деша или кога ќе се тргнеме некај дома. И така. Ајде, чао. И седнавме пред Вест парк да пиеме кафе ко последни клошари, пошто никаде у кафеќеве не се пуши. Одлучивме да си купиме кафе у така секшн. ЕДК. Нешто што ми потича на наша Елида. Така што одлучиме да седнеме на клуба овде и пред надвор и да си пиеме кафенце, да можеме да си пушам ко господин. Така што ќе ви се јавиме после, сакав само ето да не апдейтирам. Еве Маја бира што да јаде и уште се чуди, тражи, баре и сака да јаде нешто што и не зна и сама да стои. Има некои прекрасни крофни кои веројатно немаат никаков вкус. А тоа се овие, ама одлични се за на Инстаграм, така што можеби ќе ги купиме. Леле. Она вижте бара. Едино да си взема едно такако, таа е таква. Што? Кисло Паземи се. А ово не знам. Па не ли разбраш тоа е? Али многу смрди оваа жена до нас? Јоханес пишува со вие туи црвените. А што е тој питали некој? Само ово не знам што е, некој крскова нешто. И овие крофни се интересни. Што? Па пробај га, нема да се отруваш. И на крај Маја си купи да јаде некој такво колаченце, што го покажав претходно вајда. Јас земав да пијам Red Bull и тргнавме на кај каде? На кај дома. Ќе си идеме со автобус, така што ете, ќе има прво искуство да се возам Инглиш, што со автобус. И идеме на таа автобуска станица, што и да е. Така ли е? Она јаде, така да нека е пријатно. Сега си ме, пошто е ноќ и веројатно не ме гледате веќе. Си поминавме окей, убав шопинг центар, меѓутоа имаше многу гужва денеска, ви реков дека они од утре па слава тоа еден куп празници имаат, така што еден куп луѓе си купуваат некакви подароци, се спремаат за празници, пошто нема да работи ништо 3 дена. И тоа е тоа. Ќе ви се јавам покасно да го одјавам влогот, пошто планирам утре веќе да го гледате. Чао!
Wie bitte? Angebot für 2 Personen. Angebot. И, дечки, само да ви се јавам како за крај на овој влог. Се прибравме пред малце дома, видовте дека скитавме цел ден, више не знам што сум кажал во претходните делови, така да ако се повторувам, извинете ме. Имавме малце проблем, се испогубивме, не знаевме кој автобус да фатиме, пошто ви реков да го моје прво возење во автобус, а Маја не така често користи градски превоз, така што се испогубивме живи, меѓутоа на крај успеевме да се снајдовме, прашавме некако и влеговме во вистински автобус. Стигнавме дома, си изнамообетавме, видов дека видеото со Ивона и Кристијан веќе поминало 100 лајкови, неколку луѓе од вас веќе ми пиша кога Sister Tech, така што веројатно утре ќе го гледате овој влог, потоа имаме наменети некои видеа за пред нова година, така што не сум сигурен дека Sister Tech ќе излезе баш во блиска иднина, меѓутоа ќе се потрудам најбрзо што може. Јас веќе смислував некои прашања што сакам да ги поставам на Маја, така што ќе го снимаме, па ќе видиме кога ќе излезе. Се на се сакав само ете да ви се заблагодарам што го гледавте овој влог. Се надевам дека ви се допадна, доколку ви се допадна, обавезно ставете лайк, претплатете се на каналот, тим влогот бара многу некако трпение и многу инволвираност во него, не знам како да се изразам, многу ми значи кога ќе видам дека имам поддршка од вас и дека сакате да гледате видео од овој тип. Видов дека и првиот влог одлично помина, веќе имаме над 1000 гледаност, прегледи, како и да го кажам, има над 100 лајкови, многу коментари, многу поддршка, така што драго ми е поради тоа и сакам така да продолжиме, да се шириме, одиме до 1000 сабскрајбери до нова година, ќе ми биде многу драго. Ви благодарам за се и се гледаме веќе од утре со нови влогови. Чао!